Ите дописници. Гледајте вести на А1. Го чека породувањето, а институциите молчат. Можеше ли да се спречи злоставувањето или порано да се открие бременоста кај 16-годишната ученичка? Одговори побара Сузана Тасева. Полицијата се уште трага по таткото монструм кој ја силуваше и забремени собствената 16-годишна ќерка со нарушено ментално здравје од селото Лисичани Кичевско. Девојчето кое се наоѓа во 8-миот месец од бременоста го чека породувањето, а институциите молчат. Можеше ли да се спречи или бременоста да се открие порано? Од првата детска амбасада во светот меѓаши им сугерираат на центрите за социјална работа, психолозите и педагозите во училиштата повеќе работа на терен, особено во руралните средини. Наш став е дека центрите за социјална работа треба да имаат поголем увид во дисфункционални семејства, посебно деца се жртви во рурални средини, селски средини, социјално-економски обесправени семејства и мислам дека голема улога имаат во превенирање на оваа состојба. Исто така мислам дека и психолозите, педагозите и наставниот кадар треба повеќе да ги едуцира децата. Во селото Лисичани ни трага ни глас од 48 годишниот силувач на собствената ќерка. Бил неписмен и со нарушено ментално здравје, а девојчето со помалата сестра уште од мали биле испратени на школување во посебното училиште во Ново село. Уже порано ги дадо као деца, нема едноставно сирома се луѓето. Живее во една куќа 4 браќа. Бројот на силуваните деца во Македонија расте. Во последната недела откриени се 3 случаи. Во детската амбасада Меѓаши вчера бил пријавен случај на сексуално злоставување на 10-годишно девојче од близок роднина во Струшко. Затоа оттаму и денеска го потврдија ставот: доживотен затвор за педофилите.